Дали имаше понуда на претседателските избори Стив да биде претседател на држава, а не Гордана Силјановска. И сега се помалку ќе има понуда. Се помалку компетентни и се помалку искрени луѓе ќе сакаат да влезат у политика заради тоа што си отидоа, више нема се замара. Терајте со стапоите и со знамињата и тоа е тоа. И вага ќе се вратиле 4 души. И овој овдека скроз десно, кој што као се грижал за демографијата, за младите, за предприемништвото, за како да не знам како да биле успешни младите. Овој овдека млад човек скроз десно, Владко Ѓорчив, значи отвори фирма, се пофали на медиумите дека више не занимава со политика, сега работа приватен бизнис и после 2 месеци ја затвори фирмата и влезе у администрација. Толку е способен. Он не може он сам фирма да тера, он за другите ќе правил. И кога се вратиле 4 луѓе, кои што гарантирам дека за 2,5 месеца ќе си одат назад. Или ќе ги вработат во администрација. Дали се вратиле стварно сега? Прашање дали стварно се вратиле, тачно. Ја и на тој дел не верувам. Јавниот дискурс у државата се сведе на толку ниско, глупаво, неинтелигентно ниво, мислам, ова е страшно. И градоначалник најголемиот проблем е тоа што вие уствари го коментиравте, дека ова ќе го гледаме наредните 4 години, ќе биде преплавен и ќе бидат социјалните мрежи. Перење на мозок и секој што е нормален и што има капацитет малце и размислува за својата иднина, ќе гледа иднината не у Македонија, туку надвор од државата, заради вакви таленти или антиталенти, како сакате наречете. Пошто ова политика не е.